Во 19-тиот и 20-тиот век фосилните горива ја поттикнаа светската економија и глобалната политика. Локацијата на наоѓалиштата на јаглен, нафтените полиња и резервите на природен газ ги обликуваа економиите, создадоа сојузи и предизвикаа војни. 21-виот век ќе биде обликуван од други природни ресурси. Многумина гледаат дека една суперсила во подем брзо се движи кон доминација на глобалниот пазар. Кина ја изгради својата масивна економија преку нејзината улога како снабдувач на ефтина работна сила и производство за индустриализираниот Запад. Во последниве години таа се обиде да обезбеди стабилно снабдување со минерали што се користат за електронски компоненти во се, од воена и комуникацијска опрема до производство и складирање на обновлива енергија. Демократска република Конго, например, поседува половина од светските резерви на кобалт и е одговорна за над 60% од производството на кобалт. Сребрениот метал се користи за производство на литијонски батерии кои се наоѓаат и во преносливите уреди и во електричните возила, како и во легурите што се користат во турбините и млазните мотори. Во последните 2 децении Кина инвестираше многу во Конго, градејќи инфраструктура во замена за правата за рударство. Кина сега поседува удели во 10 од 18 рудници во земјата, што представува повеќе од половина од нејзиното вкупно производство на кобалт. Литиумот е уште еден критичен ресурс, со над 3/4 од светските резерви лоцирани на само 3 јужноамерикански земји, во она што е познато како литиумски триаголник. Поддржани од државните банки, кинеските компании добија контрола над 2/3 од тековното производство на литиум во Чиле, стекна удели во 41% од планираното производство на Аргентина и склучија договор од $2,3 милиарди за развој на огромните неискористени резерви на Боливија. Друга можност се отвори со повлекувањето на САД од Авганистан, која може да се пофали со импресивни резерви не само на литиум, туку и на други важни ресурси како злато, бакар и железо. Овие договори не се ограничени само на земјите во развој. Во Австралија, која сочинува повеќе од половина од светското производство на литиум, поголемиот дел од тековните рударски проекти обезбедија договори со кинески фирми. Самата Кина е дом на значителни резерви на други важни минерали, како ванадиум, преводен метал кој се користи во батериите, електромагнетите и легурите со висока јачина за авионите. Тие се најголемиот производител на графит, чија мала тежина и висока спроводливост го прават важна компонента на електродите и соларните панели, како и многу други индустријски апликации. Можеби најважно е што Кина ги има најголемите светски резерви на ретки земјени елементи. Овие метали, како што се скандиумот и триумот, високи ценети поради нивните спроводливости и луминесцентни и магнетни својства, се користат за правење дисплеи и магнети во електронските уреди, за катализирање на рафинирање на нафта, па дури и за збогатување на земјоделските ѓубрива. Кина успеа на клучните минерални пазари поради нејзиниот економски модел управуван од државата, кој ја користи државната моќ за да им даде конкурентни предности на кинеските компании. Кинеските банки позајмуваат пари на странски земји за финансирање развојни проекти кои често се доделуваат на кинески компании. Ова е дел од стратегијата на Пекинг за користење на странскиот развој за да ги постигне своите економски цели со висок раст и да го подобри материјалниот животен стандард. Кина исто така има пониски трошоци за работна сила и полабави еколошки регулативи, дозволувајќи им на низините компании да превземат потвати што не би биле остварливи за другите земји. Пекинг исто така посегна до авторитарните влади, нудејќи им алтернативи за финансирањето поддржано од Запад, што бара поголем надзор од надвор. Во 2010 година Кина драстично го намали извозот на ретка земја, предизвикајќи вртоглаво покачување на цените. Истата година извозот во Јапонија беше целосно запрен поради територијален спор. И додека другите земји од тогаш почнаа да ги диверзифицираат своите извори на ретки земени елементи, Кина се уште одржува речиси монопол на нивното рафинирање и преработка. Севкупно, анализата на Гласот на Америка покажува дека Кина сега има доминантна позиција со снабдување со 21 од 35 така наречени критични минерали, кои Соединетите држави ги сметаат за клучни за својата економија. Како Вашингтон, Пекинг и другите влади се справуваат со овие природни ресурси кои ќе ја напојуваат енергијата и технологијата во иднина, може да има исто толку големо влијание врз конфликтните и сојузите во наредниот век, како што има улога фосилните горива во минатиот век.